Значи, Зоран, сега ќе ти пуштам линк од стримингот за да го споделиш и ти кај тебе на Facebook, значи бидејќи сме во живо, за да можат луѓето да ни се приклучат. Добро. Еве. Значи, во четот на Facebook. Добро. Линк од лайв стриминг. Само момент, уште го немам пратено, пошто сега Добро. ми оди малце побавно конекцијата, бидејќи сум, еве го. Добро. Ова е од YouTube, така? Да. Само сподели го на Facebook, да имаме повеќе. Еве сме. Пост објавено. Океј, објавиш. Да, веќе имаме. Добро. Веќе имаме некои на гледачи, само Да, да го има. објавиме во некој. А може и чат, Како? например, ако сака некој да постави прашање. Нема проблем. Да, има чет. Значи јас ќе го контролирам тој дел, немој да се секираш ти, значи ако има прашања, значи јас ќе ги поставам, ти концентрирај се на тоа што ќе го правиме. Битно јас сум отворен да одговорам во мој домен колку што можам од мој аспект. Така. Денес работите таму? Не сабота е денеска, не работи. Сабота, знам. Да ги проверам прозориве дали се добро затворени, да не иди врева, ако не е проблем. Не, да, слободно. Океј. Јас би сакал да ги прашам оние гледачи кои што се веќе тука, дали звукот е добар, дали случајно има проблеми со фонија или со слични работи, за да евентуално видиме што можеме да направиме. Така, имаме повратна информација дека е супер. Добро. Значи,
Здраво на сите, добре дојдовте на каналот Татунчо. Видеава во живо почнуваат, значи, да функционираат добро и јас сум многу среќен и задоволен со тоа. Денеска ќе разговараме за тајните на универзумот со мојот пријател Зоран Тодоровски. Тој е иноватор, оние што ги имаат гледано претходните видеа со мене добро го познаваат, значи ентузијаст за наука, и сега би сакале да поразговараме за некои теми кои што се интересни, а во мејнстрим медиумите во Македонија воопшто за наука не се зборува, камоли за овие гранични подрачја на науката или новите подрачја на науката воопшто не се зборува. Значи јас би сакал да ги опфатиме тие делови на актуелната наука, значи последниот крик на она што значи научни истражувања. Би сакал сите да ги потсетам дека споделувањето на ова видео на вашите социјални мрежи е многу важно, за да можеме да имаме повеќе гледачи. И јас би сакал тука да се заблагодарам на први, значи пред да почнеме со официјалниот дел на видеото, би сакал да се заблагодарам на 1618 моментално претплатници на каналот Татунчо. Ви благодарам за целото ова време што ме следите, затоа што јас бев ентузијаст и кога имаше 16 и сега кога има 1618 претплатници, така што ви благодарам. Пред известно време објавив на каналот момент дека луѓе ме прашуваат како да направат join или како да ја направат она платена претплата, и се налепија малку и тролови на тоа. И јас сега, благодарение на тоа, сакам да се заблагодарам на луѓето кои што го имаат направено, значи кои што имаат направено таа платена претплата. Само да ги најдам по име, некои се со имиња, некои се со псевдоними, значи Лазар Пашковски, Cyberzone, Кингот Кинговски, Марија Самарџиевска, Благица Сековска и Криптогуи. Значи овие се луѓе кои што одлучиле дека наместо да се направи претплата на Netflix, HBO, не знам, Amazon Prime или некои слични програми, дека е вредно да се направи претплата на каналот Татунчо. Значи тоа е тип на претплата која што оние кои што можат да си ја дозволат, јас би им бил благодарен ако го направат тоа. Каналот Татунчо обстојуваше немонетизиран 3 години, така што јас мислам дека доволно покажав и докажав со ентузијазам дека мојата работа е поважна од она што значи финансии. Сега кога монетизацијата е тука, доколку се може, доколку постојат опции, значи еве, тие се начините. Во описот на видеото исто така има и некои други опции, значи тоа оставам на сите вас. Најважното е, значи, subscribe и споделување на вашите социјални мрежи. Откако го кажав ова, би сакал да му посакам добре дојде на мојот гостин Зоран Тодоровски. Зоран, добро вечер, како си? Добро вечер, Владко, добар сум, еве, домашно расположение, така саботно малце одмараме и така. Така, Зоран, јас ти благодарам што заедно со мене ќе направиме мала популаризација на некои научни теми. Се договоривме кои ќе бидат од прилика темите, но јас морам да ти поставам едно прашање за кое што не се договаравме. Што мислиш, дали ќе беше подобро сега, бидејќи филмот за Опенхајмер доби најмногу Оскари, дали ќе беше добро ако Опенхајмер и Нобел наместо да измислуваат такви разорнувачки оружја, правија нешто попаметно? Вака, Владко. Значи, во една најскапите апарати, да речам, од технологија, што сум ги сретнал ја во мојот живот, се во медицина. Оние МРИ скенери, CAT скенери, значи имаш таму скенери со антиматерија, со, да речам, антиелектрони, нели се позитрони тие скенери. Тоа е најголемите достигнувања во науката, се во медицината. Но, сакам да кажам дека ниту еден иноватор или научник никогаш не тргнал со планирана цел дека измислува нешто што ќе се користи во медицина.
секогаш што измислувал нешто што има некој, да речам, големо значење, нешто битно што ќе биде моćно. Најчесто се користи во одбрана, во или напад, да речеме во војна индустрија, но често најдува примена во медицината. Сакам да кажам дека доколку тие не работеле на тие изуми, немало да има да пропратни исползување на тие феномени што тие биле откриени при нивната работа. Така да и Опенхаймер, да речеме, со пронајдувањето на атомската бомба, едноставно јас мислам дека прави корист во за мир, во полза на мирот, бидејќи тоа ја скратува војната на еден начин. Можеби ќе имало многу повеќе жртви, предпоставка е дека ќе имало повеќе жртви. Исто така и Алфред Нобел. Ако не бил Алфред Нобел, окей, измислил таму динамит, но неговите средства ете хуман ги посветил на промовирање на науката, на мотивирање на иноваторите и на научниците да работат, па сега дојде како најголем престиж, да речам најголема титула во науката, една Нобелова награда, што можда и не е многу пари, на кај $1.000.000 се движи сега. Макар што тоа представува како титула што ги мотивира сите научници да работат на тоа и да се стремат да бидат се подобри во нивната работа. Мислам дека резултатот долгорочно е позитивен во работата на двајцата. Моје мислење. Така, значи ова беше надвор од темата прашање, морав да те фатам малце неспремен, ама знам дека си спремен на овие теми. И не се ни спремав, искрено, воопшто. Така. Ајде да почнеме со нашите теми. Што е теорија за еден електрон? Теорија за еден електрон? Тоа е вака сега, значи порано го изучувавме боровиот модел на атомот, уште го викаат Боров модел на атомот. Нели, го учевме ние во наше време пред 20 години дека е составен атомот од протон, електрон и неутрон. Сега, значи, истиот Боров модел е проширен за сите оние додатно, да речам, кваркови частици, субатомски частици, и се уште го викаат Боров модел на атомот, и го цртаме како сончев систем се уште. Вака електронот е, значи, најмалото, според мене е најмистериозната частичка од сите, и мислам дека таа е клучна частичка што не ја разбираме, макар што е откриена прва како частичка. Електронот е најмистериозната, тоа е точкаст полнеж, теоретски не е ни точкаст полнеж, нели има бранова функција, што е носител на негативниот поларитет на атомот. Заедно со протонот создаваат атом. Неутрон, значи не е ни есенцијално дека треба да има електрон, неутрон, нели водородот е протон и електрон. Мислам има изотоп на водород. Но работата е што електронот не може никој да го опише. Јас имав една чудна теорија, малце може и ти ја спомнав, дека електронот е толку чудна частичка, појавува многу чудни карактеристики, како да речеме квантазацијата, да речеме на порцијалното мерење на вредностите во квантната физика. Целата квантна физика го носи името кванти од таа особина на електронот да има вредности само во цели броеви или интеџер или полуинтеџер броеви. Не знам како да го опишеме поинаку. Тоа е субатомска честица, но сакам да спомнам повеќе дека таа е најмистериозната според мене честица и дека е таа клучната во разбирањето на квантната физика. И дека многу феномени, односно сите феномени во квантната физика се поврзани со електронот. Со неговото однесување може да се објасни било кој феномен во квантна физика. Добре, едно подпрашање тука, дали електронот и фотонот имаат исти карактеристики, затоа што го имаме тој фотоелектричен ефект, каде што кога фотоните удираат во одредена материја, од таа материја избиваат електрони, значи го имаме тој фотоелектронски ефект. Дали јас го разбирам. Да, фотонот јас го разбирам само како енергија, порција енергија.
порција, кванта, како го викам. Значи порција енергија, фотонот не е морално дека фотон, значи електронот оддава фотон кога преминува од една во друга во пониска орбита. Значи кога прима фотон и го снемува фотонот пуф, а електронот останува како частица. Фотонот е енергија, само порција на енергија, да речам. Макар што сите частички во квантната физика можат да бидат и создадени само од енергија, но фотонот е како една основа, како една порција енергија. Јас така ја разбирам фотон. Значи не можам да го поврзам со електронот. Може да се поврзи со електронот само во неговото однесување. При процесите. Така, имам едно прашање тука и мислам дека е таман на место меѓу електронот и јадрото што се наоѓа. Сега знаем дека зборуваме за многу мали ова е интересно. Расстојание, но ако ги споредиме во тоа микронско расстојание испаѓа дека е многу. Многу луѓе имаат споредено дека ако јадрото на водородот е на точката каде што се шутира топката, електронот кружи околу стадионот. Ајде, што има помеѓу во тој празен простор? Ова прашање мора во квантна физика и малце ексцентрично и да фантазираме и размислуваме и филозофски. Така да може да дојди неинтуитивно за гледачите некое објаснување, али ова се само мои гледишта, се уште не се значи ова се поврзува со едно прашање што е многу клучно, темната енергија сега. Значи темната енергија е она ширење на универзумот. Според моја теорија, тоа е само за сега аксиома, размислување дека кога во, да речам, црните дупки, неутронските звезди, тоа растојание е принудено да биде компресирано, нели електроните паѓаат во јадрото па станува неутронска звезда. Тоа растојание таму е принудно ради гравитацијата притиснато. Според мене тоа се манифестира во избивање надвор од атомите во форма на ширење на просторот, темна енергија. А ова е само аксиома, едно размислување. Пошто, значи, класичната физика ни квантната нема објаснување за ова што ме прашати, што има во тој простор, значи нема вакуум, не е ни вакуум, не е ни ништо, измислен простор. Сега тој простор, сепак е простор, пошто го опишуваме како стадион со кикиритка и зрноорис. Сега тој измеѓу простор, не во квантна физика, не е конвенционален простор што се мери со линијар, а сепак одзема некој волумен, а кога се компресира при создавањето на црни дупки ради гравитација екстремна и при неутронските звезди, создавање, да речем, ради гравитацијата, тие работи, тогаш тој простор, значи, според моје размислување, некаде се истиснува и тој се истиснува во овој макросвет, али во форма на темна енергија, односно ширење на просторот. Значи имам јас две теории тука што ми се уште не доразвијани во врска со темната енергија. Едната е дека само таа е манифестација на првичниот Биг Бенг, ентропија, и другата е дека е можно да темната енергија, таа што го шири универзумот и се позабрзано, логиката е таа дека како течи времето, што е, да речем, тоа е наш конструкт, време, како течи, се повеќе се создаваат црни дупки, неутронски звезди, значи се повеќе се атоми принудени да бидат компресирани, електроните поблиску до јадрото, односно тој простор од некаде е позаимен и истиснат во макропростор. Друго објаснување за забрзаното ширење, зборувам само не заради ширењето, туку дека забрзано се повеќе и повеќе. Тоа е најголемата енигма. Зошто се повеќе се забрзува? Која е таа? Тогаш мора да постои сила, кога има забрзување. Нешто што го принудува тоа забрзување. Инаку во никоја друга опција тоа би требало да, речиме според Аристотел, се умори, испласни и почни да се или остани тука. Но ова само се забрзува постојано, а не гледаме извор од каде потекнува таа темна енергија. Според мене, една од можните варијанти е дека тој простор што ти не знам од каде ти текна ова прашање, изгледа и ти длабоко размислуваш,
Гледачот го постави. Како? Гледач, браво. Ова е прашање од гледач. Браво. Значи, темната енергија е можно, само и моје размислување треба да се доработи таа цела теорија. Последно време ги разработувам сите овие теми со ова language model, не е вештачка интелигенција, според мене е вештачка интелигенција, не е свест, али е вештачка. Да, како чат GPT или да речеме Copilot, Microsoft Copilot е добар. Со нив разговарам искрено за овие теми и најмногу можам вака да дооформам теорија со разговор со тие алатки, повеќе отколку со човек. Искрено за ти кажам. И дали постои таква теорија, дали некој некогаш предложил таков документ, знаеш го имаш одговорот одмah во секунда и можеш да ја објасниш твојата теорија, да ти ги кажи разликите. Така да оваа теорија до сега не е спомната никаде. Мислам во ние еден научен труд, има логика, не знам. Прашање тука, Зоран. Значи ти кажа дека ширењето на универзумот се забрзува. Од оние документарци што ги имам гледано на темава тоа забрзување, значи и забрзано ладење, дека универзумот има тенденција да се лади, односно тенденцијата е да се случи на крајот едно апсолутно ладење, за да завршиме во една апсолутна темнина. Дали е тоа така или теоретски, значи ако е така, логиката носи дека по известно време целата таа силина на Big Bang, да речеме, првичната експлозија, да речеме дека првата експлозија, овие за нас 14 милиарди години, се само почеток на експлозијата, нели таа, не знаеме ние колку време нашето чкорче го палиме и една секунда готово. Али можда универзумот му треба многу повеќе време, па сега е во тотален подем експлозијата, па да речеме забрзува ради тоа. Но требаше да се видат знаци, особено при откривањето на неутриното. Читав стари јас порано трудови и тоа беше труд на некој си српски научник филозоф за неутриното. Тогаш не беше уште сериозно потврдено неутриното, постоењето на неутрино како частичка. И неговите математики, пресметки кажуваат дека доколку постои неутриното како частичка и се докаже, целиот универзум вкупно би имал доволно маса да целиот универзум, гравитацијата еден ден надвладеа и го стопира тоа ширење и продолжи да го компресира повторно во Big Bang, она пулсирачки универзум. Доколку не постои, тогаш ќе оди кон тоа Great Chill, како го вика на англиски. Големо ладење, кога целата енергија, темната енергија ќе надвладеи, ќе ги одбија сите галакси далеку, после тоа дури до самите атоми ќе ги далечи толку далеку и што така едноставно ќе излади, ќе умри. И ќе остани, да речеме така. Но логиката кажа дека според тие пресметки на тој српски научник, тоа беше пред многу години, јас уште бев дете, пред 30 на години. Тогаш математиката кажуваше дека доколку постои неутриното, ова се мора да покаже знаци на успорување. Значи не константно забрзува. Не е забрзано во мера да сега се шири, не можеме да го фатиме то секако. Но зборот е дека не ни покажува знаци дека било кога ќе запри да забрзува, само забрзуваат постојано од никаде. И едноставно уште не знаеме, немаме конкретни никој нема, да речеме, конкретно тврдење како ќе биде иднината на универзумот, дали ќе продолжи да се шири, дали ќе, макар што сето мислам ова дека е само ефект на нашето размислување и нашите измислени термини како простор и време, пошто ние едноставно го измисливме, то можда нема ни потреба од простор или да има потреба од време, а ние дека сме навикнати да мериме простор, докаде ќе се шири, значи тоа можда нема ни врска, тоа можда си едноставно нормално за универзумот, ме разбираш. Ке те прашам нешто за овие параметри како што се простор и време, имам уште едно прашање од гледачите, јас би сакал да одиме паралелно со тоа. Која е улогата на неутронот во атомот, Зоран? Бидејќи е неутрален како полнеш. Вака се неутронот е исто како протон. Исто е составен од 3 кваркови, али
но кога и да го гледаш, мислам сега јас и ти не го гледаме, не го гледа никој тој внатре, туку го гледаме само ефектите од частиците настанати при студирање во големите колајдери, како ЦЕРН. Така. Сега, значи, ние викаме дека е составено од 3 кварка. Горе, долу, знаеш, има боја, шарм и горен, долен, ориентација, спин, тие работи, но ние гледаме 3, но никогаш тоа не се 3. Неутронот како протонот го викаат како океан од кваркови, бозони, глуони и 300 чуда има, но само што ние кога гледаме можеме да видиме 3 и толку. Не можеме да ги детектираме сите. Конкретно, значи, зошто е позитивен или неутрален, не ни значи дека мора да има некоја функција. Едноставно во овај универзум се случило да тој биде неутрален, па имаме универзум, имаме протон, електрон и неутрон, па имаме универзум. Неутронот и нема некоја голема улога, јас викам дека електронот во секој елемент, во атомот електронот ги кажува својствата, протонот го кажува името. Неутронот е изотоп. Значи водород може да биде и без и со неутрон. Ист пак ќе биде водород. Протонот кажува ако е еден водород, 2 е хелиум. Електронот кажува колку електрони се, зависно во која орбита се, кој број електрони, какви својства, дали ќе биде проводник, дали ќе биде инертен газ, дали ќе биде ме разбир, дали ќе биде метал, кажува само електронот. Протонот кажува името, викам, масата. Неутронот многу не кажува, е пол ниво, како да кажам, само носител на јаката сила. Едноставно. Сега знаеш како тука ми се поставува мене едно прашање, постоењето на овие тешки метали кои што се радиоактивни, односно каде што имаме јадро кое што се распаја, дали се еден вид на знак на старење на универзумот или како може да ги наблюдуваме? Значи знак на старост или како што е уранот, како што се други радиоактивни елементи? Според мене тие се радиоактивни и мора да паднат сите до железо. Пошто самиот универзум, фузијата создава до железо. Секоја звезда создава до железо. После железо тие се принудно направени од супернова, од експлозијата на сите над железо тешки што се елементи настануваат исклучиво при супернова, кога звездата ќе биде принудена да експлодира ради неравнотежа меѓу нуклеарните сили, гравитацијата и едно време иди до експлозија, знаеме тоа, мислам, ги образувам некои термини и ги прескокнувам. Така. При супернова само тогаш настануваат, па така да како да го кажам, јас малци како филозофски пристапувам, мислам дека на тој начин мора да го разбираме нештото што не го разбираме. И тогаш се направени принудно, и бидејќи таа енергија од суперновата е на еден начин инвестирана во нив, тие треба да ја оддадат, но железо никогаш нема да речам да биде радиоактивно и да се промени во друг елемент. До железо мислам дека секој над железо потежок елемент со доволно дадено време би го перцепирале како радиоактивен. Макар што не ги гледаме сите така. Но мислам дека само за другите треба многу време за и тие би дошле до железо. Би оддале по некој неутрон. Ова ми беше како откровение кога значи ги согледав овие работи по хемија и по физика и го споредив тоа со хемичарите кои што сакале да направат злато и си реков па да, ако се намали масата на оловото до маса на злато. Било кој, да, земја. Еве за златото. Да, па ете, значи ураниумо преминува во олово, така и го гледаме да речем, староста на некои, на карпите поточно. Ги гледаме по цирконот и по оловото содржината, концентрацијата, што ураниумо се претворил во олово или во некој поназад елемент, така и ја мериме прецизно староста на некои работи. Мислам, значи, тоа е реалност. Злато се создава, стварно, сега алхемијата не е, да речам, табу тема, само што сега за злато да направиме од олово, пример, да речам,
може, се треба да се вложи многу енергија. Значи многу електрична енергија и се прави злато, ама не е тоа страшно. Сега како да кажам, нанотехнологија. Може да се направи. Така, на ист начин на кој што на сличен начин на кој што се прават и диаманти, нели? Графит се става под силен притисок, се менува кристалната решетка на графитот, кој што е идентичен елемент како и диамантот, само се менува кристалната решетка. Да. Добро, овај еве воред ги губиат, значи во некои си нуклеарни реактори се создава злато, при самата реакција се создава и се најдуваат многу мали количества, да речам бројки на атоми на злато, што се создале при самиот процес. Значи, можна е таа реакција, само што не е исплатлива нормално. Така. Ајде да одиме малку на една така, јас би ја нарекол и мистична тема во науката. Равенките на класичната физика, наблюдувајќи го универзумот, не се поклопуваат. Значи, равенките покажуваат една огромна празнина. И за да се пополнат тие равенки, влегуваат термините како темна материја и темна енергија. Значи, ќе ги фатиме заедно и двете, па да видиме од каде доаѓаат и каде можеме да ги измериме, затоа што во науката, нели, мерливоста на нештата е доказ дека така. Мора да се измери за да се потврди вака сега, Владко. Значи, од два аспекти испри ова ќе пробам да го одговорам. Мислам, имам две работи кои ги гледам како замерка во мајнстрим науката. Една работа е што на времето, не знам дали знаеш кои се култните научници, ги знаеш од прилика, али никој од нив не бил математичар, пред се биле фантазери. Пример, Исак Њутон размислувал во типот ако јаболково паѓа, дали и месечината паѓа. Алберт Ајнштејн размислувал во стилот што ако јас го јавнам зракот на светлина, како тоа би изгледало. Сакам да кажам, тие фантазери, филозофски пристап, па после барале математичко равенство на нештата, за да им се разјаснат работите и затоа дошле до револуционерни откритија. Сега, многу генерации на научници, да речам по мајнстрим наука, се навикнати. Дали јас ако јавнам зракот светлина, чекај равенката, пресметувај. И ради тоа сега и да тоа ни е забуни, дека Джеймс Веб телескопот видел многу галаксии, а нивната равенка кажувала не треба да види. Или дека сега универзумот бил рамен како, или бил како кровна дури. Значи им излегува како кровна дека бил форма универзумот. Зошто? Оти во математиката така им вели. Но нема тие она интуитивно разбирање. Не се обидуваат да го видат нештото, како што би рекол Ајнштејн, да му го објасниш на малечко дете, треба да може. Да е тоа толку едноставно и сигурно е. Се е сигурно, што од нас не е разбирливо, сигурно е многу едноставно. Не треба да завлегуваме во функции, корени, равенки и заради тоа не идат тие забуни нас. Сега, друго мислење, мислам, друг став на ова тема, зошто е тоа така. Дали се сеќаваш, го викавме Меркур проект, проблемот со Меркур. Проблемот со Меркур беше, нели Исак Њутон ги постави законите за гравитација, нели Кеплеровите равенки, Кеплерови ги вика, уствари се од тако браи тие уште, и Хаббл, да речеме, сите знаеме, она како орбитите движат планетите, сите тие работи. Тоа било сето долго време познато, Исак Њутон ги поставил како темел еден цврсто, дека тоа е така, било проверено 1000 пати, излегло дека така. И пресметува, планетата Меркур не се однесува по неговите равенки, стварно. Значи, не се однесува. Значи, заради тоа е Алберт Ајнштејн толку величан, ради што тој го најдува решението, фактички не тој, туку неговите равенки го објаснуваат движењето на Меркур, што до сега за се постојано што постои, од Исак Њутон равенките се окей. Но за Меркур не се понаша така. Сега која е разликата и зошто нас ни треба различен пристап?
и зошто имаме проблем со квантна физика. Сега како шо равенките од Исак Њутон се окей за Марс, Венера, Јупитер, Сатурн, звездините, планетите, тие тука некаде галаксија, да речеме, пресметува се перфект. Меркур пак е до многу близко растојание до Сонцето, до огромна маса, значи тука се изместуваат некои работи, затоа тогаш одиме со теорија на релативност од Ајнштајн и тука е таа подобра, и таа е подобра за такви ситуации кај што има екстремно голема маса со екстремно блиски растојанија, каде што од Исак Њутон равенките не функционираат баш, а од Алберт Ајнштајн функционира. Значи на тие поголеми скали ни треба друга математика, што па таа математика не ни функционира ваму долу во помалите растојанија, помалите маси. И така јас мислам зборот ретко го користам, 5 пати во животот до сега. Значи, разбирањето е дека, значи така исто не можеме со класичната физика, ни со Ајнштајн, ни со Њутон равенките да пресметуваме гравитација на два атоми. Значи тука ни треба сосем друга математика. Заради тоа идеме во проблеми, пошто и заради тоа сега идеме во проблеми и на огромните растојанија како универзумот. Што викаме? Ради што таму па ни треба скроз друга математика. Тоа е разликата. Сега, ако гледаме Марс и Земја и Сонце, тука преовладуваат гравитација, да речеме. Но ако се зборува дека се пример две џамли поставени на 5 сантими, исто изгледаат како Сонце и планета, но тука преовладуваат па електростатски сили повеќе него гравитационите, пошто имаат помало. Ме разбираш, растојанието веќе е доволно мало за да има влијание електростатските сили, но доволно пак е тие се малечки за да имат доволно маса за да гравитацијата па видиме ефект. Да речеме во мала мера. Исто така, ако одиме уште надолу, како за атомите, такво размислување треба да примениме дека не може да применуваме ни електростатска сила тука, па веќе во атомите заради тоа, јаката сила е преовладува таму. Значи колку сакаш ти имај одбивни сили електростатски, ако се допрат, се спојуваат. Јаката сила преовладува. Така да ме разбираш. Значи ни треба различен пристап за секоја различна скалило за големини. Според мене тука е проблемот настанат. Пошто имаше конкретен случај, ова Меркури проблем, на англиски малце јас, Меркури проблем е баш конкретен случај што се случи. Мислам се случи. Го познаваме во ние Homo sapiens, веќе 20 век скоро, не знаевме зошто Меркур не ни се однесува како што се знаеме. Јарно, ама не сме знаеле, додека Ајнштајн не ни покажа дека, чекајте, кај што има многу маса, тука има искривување, тоа е на просторот потенцирано, да речеме експоненцијално, влијание има. И ради тие работи мислам дека ни треба пристап. Прашањето беше ова или нешто избегав? Прашањето беше темна материја и темна енергија, значи како да ги објасниме постоењето. Значи равенките не се поклопуваат и сега овие параметри влегуваат и ги пополнуваат празнините на равенките. Темна, да. И тоа е голема грешка. Што секогаш прво ги решаваат равенките и после ако треба измислуваме уште една димензија од каде иди тоа влијание. Најчесто со нови димензии. Така да сега сме дојдени ова стринг теорија до 11 димензии, за да се објасни зошто е тоа така. Значи, не ни може, според мене, не ни може гравитацијата да биде квантизирана, ниту квантната физика да биде гравитизирана. Се башка скалила, како што кажав. Баш за ова. Зошто е ова, како да речем, што викаме равенка за се, како се викаше, знаеш за што зборувам. Равенка само за се. Крајното прашање што е во науката сега, да се соедини гравитацијата со другите нуклеарни сили. Сега со 4 сили, слаба, јака, електростатска, и сега гравитацијата не се вклопува во квантните математики.
А ја мислам дека не ни може, не ни треба да се поставуваат такви работи тука. Дури за поголеми растојанија како универзумот, мислам дека и просторот не треба да го земаме како мерило, пошто според мене бесконечноста ми е поприродна за универзум него што е многу чудно за некого. Леле, како може то бесконечно, како ќе го решаваме во математика? Нема да го решавате, едноставно тоа е природна состојба на универзумот. Најдете друга математика која што него вклучува тоа. Сега за темната материја, значи конвенционалното знаење е дека таа постои во друга димензија, паралелно на оваа, како мапа, да речеме како целиот простор е мапиран со невидлива форми, во кои форми, доколку постои галаксија, се однесува онака како што се однесува, нели, при ротацијата. Темната материја, не знам дали знаат гледачите, е само измислена поради тоа што при наблюдување на галаксиите, особено големите галаксии, што имаат големи црни дупки во средината, не ротираат според Њутон равенката. Значи, нели, треба како одиш по околу, по голем радиус, да движат се поспоро. Нели, кај нив иди интуитивно, ради тоа што Земјата врти 365, Марс за дупло повеќе дена, Јупитер, Сатурн по 7-12 години им треба, нели, поспоро и поспоро им треба орбита, па сега тие очекуваат дека и за галаксија треба да се примени истата математика и треба галаксијата исто да се понаша. Според тоа, сега за да се вклопи во таа математика, да речем Њутон равенки, измислуваат темна материја, дека таму има поиќе маса, заради тоа овие што се периферните звезди се вртат со иста брзина како и тие што се поблиску до центарот на галаксијата. Значи, од тука излегува потребата да измислиме темна материја, што мислам дека е малце илузорно. Но сепак јас морам да го кажам дека тоа е општо прифатено знаење и така се учи, дека темна материја постои како илузивна форми на волумен, што не можеме да ги детектираме ниту како, никако, ни ништо, ни неутрино, ни ништо не успорува, само каде што демек се наоѓа паралелно таква форма невидлива, таму тие галаксии движат периферните звезди со иста брзина како и тие поблиску до центарот. Само по тоа ја детектираме темната материја и постоењето, што за мене искрено не ми е оформено мислење и ми е малце чекам да легнат работи да си создадам свое мислење зошто е тоа така, макар што мислам дека таму не можеме да применуваме Ајнштајнови ниту Њутонови равенки кај ептен огромните небески тела, како тие огромни галаксии. И не треба да ни е чудно, значи ни треба друга равенка таму. Како што рековме, квантна физика, ќе пресметуваме јака и слаба сила повеќе, па како одиме на сончев систем, одиме со Њутон равенки, блиску до сонцето има Ајнштајн равенки повеќе точност, така во големите галаксии кај што сега гледаме темна материја, мислам дека ни треба само друга равенка, а не дека постои темна материја. Според мене така, значи, според тебе темната материја е конструкт, а не е реалност. Конструкт само за да стави еднакво во равенките. За сега е така, мислам, не според мене, туку секој тоа го кажува дека не може да се детектира, освен така изгледа, дека има нешто поиќе маса. Отколку што гледаме ние звезди, гледаме 5 по 100 кила звезди, а се вртат како да имаат 300 кила. Пример. Мерали како повеќе да се тешки. Е само тоа. А темната енергија? Темната енергија, ова за мене сега што беше контраверзна теорија што ја кажав сега, контраверзна, можда по некое време се исповетува дека е така, дека е можно, али е ептен абстрактно е ова што го кажав, дека е истиснатиот простор од меѓуатомското растојание, она што кажа игралиштето за фудбал, тоа е растојание. Во појавите како црна дупка или во појавите како неутронска звезда, магнетари, пулсари, таму нели знаеме дека електроните се приближани до јадрото, е тоа растојание што
мисламе малце илузорно да го перцепираме како растојание, како милиметри, како сантиметри, пошто тоа е квантна физика, God sake. Не можеме да го гледаме како милиметри. Сега тоа илузорно растојание што сепак некако ѕвездата треба да има 1.000.000 километри диаметар, а таја има 20 километри диаметар, тоа е растојанието набијано во атомите. Сега тоа е манифестирано надвор од атомите во истиснување, во ширење на просторот. Едниот став и другиот став ми е онај што е скрос интуитивниот, дека сега почна Биг Бенгот. Дека секоја експлозија кога почнува забрзува. И значи уште е рано да кажеме дека нема да успори, дека сега е почнат универзумот. И едноставно самата ентропија, самиот Биг Бенг, да речем, макар и ние, живото на планетите, се што се случува во универзумот, звезди, галаксии, сите тие работи, се моменто во експлозијата, што фактички носи до ентропија, до крајно. Ентропија таа е најединствен закон што постои секаде. Сите други закони некаде може да не важа, само ентропија важи било каде, секаде, секогаш. И значи само таа ентропијата како се случува, ние го перцепираме како време, пошто се процеси, еден за друг процес, па сега настануваат елементи, па после ѕвездата експлодирува, па се создава живот, и тој процес дека е така некако ритмички, ние го перцепираме како време, а самата таа експлозија, ширењето, создава простор и го перцепираме како темна енергија, а уствари тоа е само бидејќи сне почеток на експлозијата. Биг Бенг, оне што кажуваме, фактички тој е сега случен. Се уште сне во подем експлозијата. Во космички рамки, да, како да се има случено вчера. Да, некако така. Само тоа може да го објасни, али сепак требаше тоа да покажи некакви знаци дека некогаш ќе успори, или дека ќе остане, или дека ќе продолжи да се шири. Ова постојано забрзува како да сне ептен вчера експлодирано. Така. Јас кажав дека многу од овие работи кои што ќе ги спомнеме денеска потсетуваат, имаат малку ниво на мистика, токму заради таа димензија на недоволна истраженост, на тоа дека се уште се овие пионерски истражувања во овие подрачја, макар што некои фундаменти, некои основи се поставени можеби пред 100 години. Знам дека обсесија на Стивен Хокинг беа црните дупки. Да. И црна дупка е нешто кое што не можеме да го набљудуваме можеби со најдиректното сетило, тоа е сетилото за вид, затоа што се гледа. Мислам сега веќе из оптички се гледа. Значи, ајде да почнеме со тоа, што е црна дупка? Црната дупка, не теоретски, туку практично, е смртта на една звезда што е над таму одреден број на пати, така ги сметаат колку нашето сонце, 7-10 пати, 20 пати поголема од нашето сонце, има тенденција нејзиниот крај да заврши на тој начин. Значи едни се, оние што завршуваат како црвени кафеави, џуџина, бели џинови, тие работи, но тие се малечките звезди, пошто значи самата нуклеарна фузија, внатре како ги составуваат атомите, нели таа почнува од водород, па се прави хелиум, па да рековме до железо стасува и железото ја гасни, што сака нека биде звезда, кога ќе дојдат елементите до железо, му треба премногу енергија за железото да го состави јадрото во нареден елемент и не може тоа универзумов да го направи, стварно не може. Мислам, не дека ние го немаме посматрано, не може ни математички, а па и го нема во природата и тоа е крај. И сега, значи ако има мала, релативно викаме, мала маса, значи помала од нашето сонце, таа фузијата, нели при слепувањето на атомите на јадрата оддава енергија и така грејње, зато иначе да беше она запалена топка, че изгрееше за 1 милион години час немаше. Мислам да беше јаглен, да речеме запален. Но фузијата дава зато многу енергија и сега како се таа многу енергија пак прави контратежа на гравитацијата, пошто тоа е огромна маса, сепак, 1 милион километри, 100 милиони, пример, зависно,
милион, нашето сонце е 1,5 милиони километри диаметар. За таа маса е многу голема гравитација, значи сепак знаеме дека таа е основна мерка за гравитацијата. И сега, како таа гравитација по површината на самата топка сфера има тенденција да ја сузбија, да ја состави, да ја смачка звездата, така фузијата нуклеарна се бори со одбивните сили да ја врати во некоја норма, мислам да ја одржува тука. И сите звезди што ги гледаме се во некоја рамнотежа. Гравитацијата со нуклеарната фузија се во рамнотежа и така гори. Сега, ако и нема доволно маса, значи нема доволно сила нуклеарната фузија, тогаш гравитација, тоест нема доволно гравитација, маса, заире, за да ја смачка доволно многу и ќе ја смачка до одредена мера и ќе остаи во некоја форма на кафено џуѓе. Таа е млака звезда, значи таа е, не се ни гледа, не ни свети таа звезда, со инфрацрвен телескоп се гледа, со видливо не се гледа во далечина, значи пошто не ни свети таа звезда, е како млака. Сега тие звезди се со најдолг век на живење, значи многу живеат појче, многу. Значи да речем, мислам околу 80 милиарди пати појче од нашето сонце. Сега, значи тие кафени џуџина остануваат така ради што нема доволно гравитација, нема доволно маса за да се смачка. Тие што имаат доволно појче маса. Во втор степен. Значи тие има звезди што имаат ни горе ни долу маса, да тие две сили, одбивните и тие привлечените од гравитацијата што има тенденција да го смачка и компресира целата материја во што помал волумен, идат во некоја си небаланс, мера, и тие се завршуваат како супернова. Значи тие се и едноставно градителите на елементите, на тоа што сме направени ние. Она над железо. Сите други елементи се создаени во експлозија на звезда, значи што била ни многу голема, ни да стане црна дупка, ни многу мала, за да остане како, да изглади како железна топка. Сега, овие експлодираат, ако има многу голема маса, 7 пати, мислам, се зависно, тие се, значи, небитни бројки се најдува на интернет, таа, ако има доволно голема маса, иди до ситуација да гравитацијата е многу поголема од одбивните сили на нуклеарната фузија во замирање веќе на крај на живот на звездата, и тогаш ја компресира теоријата, досега прифатена, е дека ја компресира црната дупка не до мера на кафено џуџе, пример до 10 километри, тие се да речиме како неутронските звезди, пулсарите, магнетарите, тие се типови на звезди што се на некоја си големина што ќе ги смачка до мера да ги направи сите атоми во неутрони. Затоа ја викаме неутронска звезда, и пулсаро и магнетаро се уствари неутронски звезди. Кога електроните се присилно наблијани многу блиску до протоните и сето го перцепираме како неутрон и толку. Неутронска паста го вика сега тоа, како нели као било прворедени частиците како кори, па после како шпагети, затоа паста го вика. Небитно, битно е зборот дека остануваат на некоја си волумен, димензија, сфера од 10 километри. Не се ни многу жешки, нормално дека се убиствени со гравитација и со магнетни полина и со било како начин да се приближиш до нив се умира, но зборот е се многу малечки во волумен. По 10-20 километри, да речиме, може да биде звезда, уствари многу пати поише поголема од Сонцето. Значи таква звезда може ти да не ја видиш, што се вика колку еден автобус, да помини овдека, а цел сончев систем да го шмукни. На незе да падни сите планети. Да, теоретски така е. Теоретски така е. Сега. Зоран, имаме неколку прашања, јас би сакал да те прекинам со нив, па ќе продолжиме. Времето да не сте... Не, изборот ми е за црната дупка. Не е проблем времето. Да кажам, конвенционалното значење е дека црната дупка има доволно материја што теоретски ја компресира и ја доведува во минус форма и создава една точка сингуларност
која оди во минус, во измислен друг негативен простор. Тоа е конвенционалното мислење, а понатаки ќе ја кажам мојата теорија за црните дупки. Прашањето добро, сега тука ова што го спомна, значи имав јас една забележка, ја памтам таа дека има одредени размислувања дека зборувајќи за паралелни универзуми, дека секоја звезда во нашиот универзум е црна дупка во некој паралелен универзум и дека црните дупки во нашиот универзум се сонца во некој друг универзум, односно звезди. Квазари, јас викам, квазари. Би биле квазари, црна дупка, ако е во друг универзум би била квазар, таму извор на звезди, многу поголема од звезда, според мене. Так. Ајде да видиме сега прашањата. Значи, црната дупка останува константна и дали е во движење? Дали останува константна и дали се движи? Црната дупка се движи нормално. Значи, еве да речеме најочигледен пример, нашата црна дупка, да речем што е во Сагитариуса, како се вика. Во нашата галаксија, центарот, таа е најголема. Значи има многу во нашата галаксија, али таа е најголемата супермасив што ги вика црна дупка. Ако замислиме дека нашата галаксија не е центарот, значи нашата галаксија со групата локална галаксии, со другите галаксии, сепак се вртат и тие околу некој си замислен центар на универзумот, не знаеме каде, но, значи, се движат црните дупки. Друга работа, значи, се забележани црни дупки што се движат, помали црни дупки, далеку од нас, фала Богу, али се движат со брзини, значи 30% од светлосна брзина. Има такви мерења. Мислам, се гледа тоа. Нели се гледа, нели имаме паралакс со тоа да не го објаснуваме како, се гледа, со телескопи се гледа. Во зима и во лето на планетава имаме доволно растојание на двете очи фокус да гледаме и да знаеме што гледаме. Зборот е дека се движат. Интересна работа, црните дупки имаат особини како електрон. Значи, да, има спин, има поларитет. И толку. Исто како електрон се понаша. Секоја црна дупка има вртење. За сега така се знае. И дека има, сега друга особина е она што имаат Event Horizon, не знам на македонски како би го викали Event Horizon. Да, црната хоризонтно настаните. Да. Хоризонтно настаните би му дошло во превод. Да. Да, ја би го викал сега моментално како што може да го пребара некој на интернет Event Horizon. Океј, си извирува. Тоа е точката од каде што веќе видливата светлина, односно веќе се губи видливата светлина, така? Да, паѓа светлината, има толку маса црната дупка, гравитација што ја привлекува светлината да падне внатре во црната дупка. Значи тоа е едно гледиште, Event Horizon, да. Сега, значи, теоријата од Стивен Хокинг е дека црната дупка испарува по пат на квантни флактуации, она што ги викаме, се создаваат две честица и античестица и нели пак се составуваат и ги снемува. Сега, кога таа состојба се јавува, значи, внатре во црната дупка, внатре ќе се создадат две анти и честица и ќе се соединат и тука е зачувана сите равенки, окей. Надвор исто така се запазени сите равенства, но кога се случи тоа на самата граница на Event Horizon, таа појава дека се создадат од квантни флактуации, се создадат пар на античестица и честица и кога едната е внатре во Event Horizon, а другата е надвор, едната што е надвор може да се оддалечи од црната дупка, значи нема услов дека ќе се врати и падни, а ова другата што е внатре е веќе внатре и не може да излезе од Event Horizon. Тоа го вика Хокинова радиација, нели за тоа доби Нобелова награда. Тоа е начинот на објаснување сегашно на црните дупки. Значи многу се контра со интуитивните сваќања. Пример, за мојата теорија што беше за црните дупки, беше конфликтно дека каде е зачувувањето на информацијата. Нели како услов, некој го поставил дека мора да има зачување на информацијата, а во мојата теорија не ја кажав. Океј, ќе ја спомниме.
Значи во мојата теорија има зачување на информацијата, а баш во ова Хокиновата нема зачување на информацијата. Како би се зачувала кога таа испарува. Океј, многу е подлабоко и подискутабилно ова, макар што секоја друго што беше за Event Horizon прашањето, секоја црна дупка, микроскопската црна дупка може да настане и од многу мали материи, ако принудно вложиш толку енергија, ги сузбијаш и приближиш частиците, да таа, значи битно е колку материја, во кој волумен го имаме. Значи не е битно да биде 7 пати поголемо од нашето сонце. Тоа ние го гледаме така ради тоа што е во природата. Значи никој не ги принудува. Но ако во лабораторија притисниме материја одредена количина на толку малечок волумен, и тоа станува црна дупка и си има свој евент. Искокам, лапам, голкам. Само да прашаме сега дали сме. Ајде да видиме дали сме сега тука. Ај до кај бевме? Само момент. Ајде, Брла вели се изгуби кај мене. Дали сме сега назад? Има прашања? Да, знаете, и претходниот пат имаше проблем, јас се извинувам, значи ја користам апликацијата Jitsi и таа апликација после известно време прави прекин. Значи ми требаше време да го сконтам тоа, доволни се неколку секунди за да се врати стримингот назад, така што мило ми е што сте се уште тука. Зоран, бидејќи значи не сакам да го пропуштиме прашањето, иако јас не го разбирам баш најдобро, вели вака: кој е првиот елемент пред да настане супернова? Јас не го разбирам најдобро прашањево, може би ти ќе можеш да ми помогнеш. Прв елемент, односно последен од звезда. Јас така го разбирам. Прв елемент настава. Ја го разбирам како демек као сите целата материја кој ќе настани супернова се создаваат, па изгледа гледачот го разгледува како дека и таму е континуиран процес, па демек сега ураниум, радиум, па тие со ред дека се создаваат. Не, тоа е рандом. Значи, за сега така знаеме, бидејќи, пошто го наблюдуваме. Значи имаме видено супернова, имаме видено супернова во поодминат стадиум, во зачеток и сите тие работи ги гледаме, така да може за тоа да имаме некакво мислење, не јас, општо науката. Сега, таму е рандом. Значи, и самата звезда не е морално дека до секој последен атом ќе биде создаен во железо и таа ќе изгасни или експлодира. И таа е до пола процес тогаш. Затоа е супернова, пошто е небалансирано и настанува супернова, чак се уште може во незе да има и водород, се уште, и да има некои си атоми, да речам, фузирани до фаза на железо, некој до фосфор, до сулфур, до некаде, но и исто така кога ќе експлодира, се генерираат сите зависно универзум, значи зависно локацијата. Ако биле во центарот кај што притисоците биле најголеми од експлозијата, би се создале најтешките. Претпоставка, ова е моја сега да речам објаснување јас како би го видел тоа. Некои што би биле подалеку на помал притисок, помалку да речам поисфрлени во, он може и да не ни фузираат понатаки од железо, може да биде и како водород да бил на самата периферија на звездата, да биде исфрлен како таков, како водород. Тоа не е морално дека ќе има некој редослед на создавање на елементите. Така за сега е објаснато, јас така го гледам како логички, интуитивно, дека би било. Така, во контекст на ова имаме една теорија, а тоа е оваа теорија, нели, ако имаме лист хартија и ако се тука 10 сантиметри, ако ја свиткаме хартијата станува 0 сантиметри, односно тоа е теоријата за така наречените wormholes, односно црвји и дупки, во превод би му дошло на македонски. Црвоточини. Црвоточини, така. Ајде за нив малку. Тоа исто така е абстрактен концепт, мислам Ајнштајн, Розен и кој беше другиот? И Паули, мислам.
не Нобелова, имаат запишен Ајнштајн, Розен, Нобел, Бридж, не знам како се викаш. Го викаат црвоточината, да речем. Така. Сега, значи исто така, за таја да постои. Според мене тоа е обид на Ајнштајн да направи нешто што гледа дека конвенционалната наука го цени, односно математика. Значи тој му покажува очигледни работи како треба да го гледаме универзумо, овие ги даваат наградите на некој што пресметал и мислам дека тоа е таков некој обид, бидејќи, пошто тоа е абстрактен концепт, значи разбираме, гледаме научна фантастика, као овде апаратчето стега, се отвара во просторо нешто такво светливо, може да има и пишано дори текст околу, и поминува тука и оди на другиот крај од универзумот, окей. Сето тоа, значи го разбираме од самата научна фантастика. Да не губиме време, вака брзо го врвам, пошто ти го објасна. Со лист од хартија, ако е да речем универзумот, го превиткаме. То се пресметува е лесна математика, дека на среде растојание треба да вложиш многу енергија. Една работа. Вложи многу енергија че го свитка просторо. Секоја црна дупка го витка околу незе просторо, нели светлината обиколува. Тој феномен веќе го користиме, ова не е абстрактно, пошто го користиме. Виткањето на просторо го користиме gravitational lensing, го викаме. Ги користиме црните дупки и галаксиите. Нивната гравитација маса, да не се исклучи титна, не. Нивната маса и гравитација прават искривување на просторо, што денес научниците го користат како еден вид на сочиво, леќа како телескоп. И гледаат позади таа материја маса, гледаат зголемени објекти, други галаксии. Значи тоа простор, време, искривување, рековне, може да го направиме. Мислам, теоретски може да го направиме. Треба да вложиме многу енергија. Сега колку енергија? Значи за едно мало искривување на звездата со која докажал Ајнштајн теорија на релативност, тоа е многу мало искривување околу сонцето. Сега значи ние треба да вложиме за толку мало искривување едно сонце, материја преведено во енергија по таа равенка, толку многу енергија, експлозија. Да се разбереме. Експлозија и би го искривила просторот толку. Сега за да го превиткаме до таја мера треба значи многу, али сепак постои математика со која енергија ние да ја кладиме каде и би го превиткале просторот за да го зближиме, пример овде со друга на галаксија. Океј, океј, разбирливо, но за таа црна дупка која ќе се создаде, за да функционира нивната математика, имаат воведено она, ја вика, екзотична материја. Значи, измислена материја со негативна маса. Значи, за да функционира равенката, за тие да би постоеле. И сега, знаеш, лесно му е на оние научници што се математичари, комичио како. Значи, мојата теорија готово, ела побијај ме. Абе, не е сега работата да се надмудриме во шоу игра на зборови, зошто мојата теорија врви. Океј, мојата теорија врви, ќе ти најдам, ако сум јас добар во зборување и брз мозок, ќе те побијам и океј, ама не значи дека е така универзум. Значи не е разбирливо за 6-годишно дете. И готово, точка. Според мене таа е логиката. Мора да има некој разбирање. Не може да бараме ние од универзумо екзотична материја, за ние да имаме такви црвоточини, значи реално немаме. Не може да постои. Затоа викаме абстрактен концепт, само математика е некоја, окей, можно е некаде да постои, али ние немаме детектирано таква работа. Сега, друга работа е што често и тоа, значи, прво се посегнува да биде нивната теорија оправдана и да биде секој напад одбијан теоретски, а никој не гледа логиката за тоа. Според мене, на Ајнштајн, тоа е од Ајнштајн теорија и Розен, се едно, можат да го пробуричкаат и сигурно го имаат веќе разгледан. Значи, тоа е само математички, теоретски концепт, некој си замисла за да се вклопат кутри научници во мајнстрим науката со математика. Практична примена до сега немаме видено. Мислам дека не би постоело тоа, како што за стринг теории, Мичо како измислува 11-та димензија,
за да може да ги побија сите други, така и тука е измислено екзотична материја за да побијаме се друго дека постојат wormhole, така wormhole. Така. The Sixth Horseman не прашува дали постои мултиверзум. Таа е прифатената таа беше Копенхаген интерпретейшн, значи во квантната физика. Таа е прифатената теорија за сега дека нели од експериментот Шродингер мачката е во суперпозиција додека не зирниме внатре, мислам дека гледачите се запознати со тој мисловен експеримент. Ако имаме мачка и потенцијал внатре ставено газ, радиоактивна материја која може да се распадне или не со 50-50 шанси и дека ако се распадне мачката умира, ако не таа е жива, као интерпретација, ева само теорија, да речам само начин на гледање во квантната физика објаснат низ еден теоретски расказ на Шродингер, Ервин. Сега, тој кажува дека мачката е и жива и нежива во една така наречена суперпозиција, нели така ја гледаме науката, ова квантната физика внатре долу во атомот, додека не го отвориме и видиме дали мачката е жива или не, тогаш постои таа во двете сфери. И сега интерпретација на тоа е дека постојат универзуми дека каде мачката е жива и каде мачката не е жива. И тука се разгранува. Логиката за тоа објаснување е дека при секоја наша одлука се создава нов универзум во која теоретски сме фрлиле паричка петка или глава и сме одлучиле лево или десно. Ако е така, значи има бесконечно многу универзуми, пошто тие одлуки не зависат само од нашата со паричка, некојаш зависат од многу фактори. Значи, некојаш дали ветре дувнало, дали сум го прескокнал шахтата или сум цапнал во вода или сите тие се нови универзуми. То се само игри на зборови аксиоми, каде што може да филозофираме, практична примена како инженери не можеме да најме. Мислам да конструираме нешто или да преминиме во тој универзум, не може. За мене тоа е тука завршено. Океј, да, интересно е да се размисли, ама ја мислам чим веќе размислуваме, може тоа да го правиме со вино во парк и да се зборуваме. А дека може да искористиме нешто од тоа и да направиме некој апаратус, што ќе го олесниме живото на луѓето, со такви размислувања нема да можеме, туку дај да ја сватиме вистина како е работата. Според мене уште немаме видено нешто во квантна физика. Јас велам гледаме како да дзиркаме низ желозин завеса. И сега ако гледам под долната, гледам топката е онаму, ако гледам од горната иди ваму топката. И заради тоа некогаш го гледаме електронот честичка, некогаш го гледаме бран. Заради тоа ни се јавува она пример, да речеме, quantum entanglement, поврзаноста. Дека ако ваму ја отворам сега кутијава и видам, лева чевла, значи она мора да е десна. Не, мора да е десна, оти лева и десна постојат и едната ти ја дадов тебе, едната него му ја дадов. Јас сум таков тип на natural philosopher, не можам да се речам инженер. Да, natural philosopher, сум мислител на овие теми. Мислам и тоа што фали. Моментално и ваквите размислувања би дошле до резултати, иначе математиката не. Јас сум тип што тие заради тоа имаат конфликт, седни пресметува равенката и ова кажуваат дека равенката има две решенија, и умрена и жива е мачката. Не може. Јас сум типот тој што ќе ја занишам кутијата, ќе мјаука мачката која е жива. Експериментално да го видам. Не да пресметам па да донесам заклучок дали е жива или мртва. Тие се закони на логика, значи кои што кажуваат дека опциите се 50-50. И исто дали филозофското прашање дали дрво кога паѓа во шума, дали создава бука ако нема наблюдувач. Значи тоа се филозофски прашања кои што се согласувам не ни носат практична примена. Еве ќе го споменам примерот на Тесла, речи се во сите видеа кои што разговараме на оваа тема се спомнува. Тесла не е човек кој што одел по традиционалниот универзитетски пат, одел повеќе по интуиција, одел повеќе на експерименти. Неговиот начин на бивање научник позади него оставило редица патенти, додека луѓе во што ги споменавме до сега, Хокинг, Мичу Како, па и Еинштейн се луѓе кои што
почнали останале во делот на теоретската физика. Да. Значи она што е Заистина има примена, има. Ако мислам дека имаш став таков некој, има стварно има многу примена. Од Ајнштајн да речам во многу работи да не навлегуваме, али како што го гледаме Пи на многу места, така ја гледаме и неговата теорија на релативност и масата, енергијата, дуалноста. Сега и во квантна физика, значи кога бомбардираме протони, излегува и тука. Значи бомбардираме протон во голем колајдер. И сега излегува 3 частици од кои едната има поголема маса од протонот. Стварно, ова така е. Зошто? Стварно ова се случува. Така. Зошто? Ради тоа што од Ајнштајн равенката кажува дека ако внесиш многу енергија, ќе се создаде материја. Екстра. Заради тоа. Па добро, нели теоријата е дека всушност енергијата и материјата се едно исто, дека всушност материјата е енергија згусната до точка на видливост. Да. Ајде само уште што перцепираме во реалност вака. Така. Да, во големите колајдери веќе се случува и му прави проблем што не може да го разбере. Викам дека ако разгледаш, значи на многу места се сретнува теорија на релативноста, стварно, од Ајнштајн равенката, пасува секаде. Така. Добро, уште неколку прашања имаме тука, значи во што се шири универзумот? Ева интересно прашање. Се создава. Така се создава. Тоа што реков. Времето и просторот се изведени вредности. Време може да го пресметаш ако знаеш брзината и растојанието. Значи, не значи дека времето ние го перцепираме, бидејќи ние старееме, телимерите се деградира во хромозомите и ние умираме и имаме време. Не. Дека, пример, ова гори и после станува две различни работи, па тие две различни испаруваат и ние гледаме некаков континуитет на настани и на интуиција, нашата логика, нашата свест е таква. И мора да го гледаме дека е то течење на време. Интересно, како пример, го кажувам дека во научната фантастика била пишувано научна фантастика многу одамна, нели? Но научната фантастика никогаш нема спомнато патување во време или време вчера, утре, лани, временски машини и тие работи, се до моментот додека не била индустриализацијата, да, утрешнината биде различна од денешнината. Додека сите луѓе живееле на село, истата нива ја копа, има лето, пролет, зима, никој не размислувал да напиши фантастична книга од типо во иднината, во минатото, пошто била иста. Сега нас дека ни се менува иднината, носи iPhone 13, iPhone 15, iPhone 20, зато имаме фантазии дека време се случува нешто. Уствари тоа се само физички процеси, физички, хемиски, па биолошки процеси, што ние ги перцепираме. Така со самиот Big Bang, таа ентропија што ја спомнувам, значи од перфект компакт на материјата се прави хаос и тој хаос, самото праење на хаос. Тој прави време, експлозијата. Big Bangот прави време и создава простор. Јас според мене, значи еве пошто гледам прашањето алудира каде е тој простор, дали постојат други универзуми како бабулина што го интерпретираат. Ја поиќе би го разбрал дека ние сме биле внатре во бабуле, па кога се дупнало бабулето сме го виделе цел простор. Забразувањето оди по тој континуитет, а некако да ние негде влеговме и се шириме. Туку како околу ова материја што сме биле универзум, само ја снемало обвивката и го запознавме сето, а то сето не значи дека има мера. Значи може да е бесконечен, ама не значи па дека е конечен, не е ни битно. Универзумот е толкав колку што му треба да биде. Колку што има процеси, си се создава простор, си се позајмува, нема проблем, Господ му дава. Како да кажам? Така. Ма да, нема ни граница, не сме никаде борчли, како математичка табла. Значи математичка табла пишуваме две x, y координати, не значи дека ваму се 1, 2, 3, може да се милион, 2000 милиони. Може во тој самиот меѓу 1 и 2 да си влегуваме минимум. Бесконечноста мене мислеа како поприродна состојба на универзумот отколку колкав е.
или каде се шири. Така. Едноставно тој е така. Не знам. Така, добро, на крајот Него прави Господ секогаш влегува во ваквите формули затоа што Не го тамо прави некаде во јас. позадина го доживуваме универзумот како жив интелигентен ентитет, па го дефинираме нели како Бог. Овде ми се наметнува на мене прашањето за една работа која што ја актуализираше Ден Браун пред известно време кога ја напиша Ангели и демони. Значи тој го актуализираше прашањето и за ЦЕРН и за колајдерот што е во Швајцарија или во Женева и моментот антиматерија. И сега тоа антиматерија е некако многу абстрактно за разбирање, ајде малку да ја демистифицираме таа мистерија околу антиматеријата. Биг Бенго, кога се создал, значи, стварно, Биг Бенго прво е енергија која се кондензира во материја. Арно, ама, значи, таа се кондензира во материја и антиматерија и таа е многу природна состојба да биде на две. Се е на две во универзумов. Сега таа е таму електроните се позитивни, протоните се негативни. Таму. Мислам, таа е и овде. Сега, значи, цел универзум, таа енергија, нели во првите секунди таму, микросекунди, било само енергија. И таа енергија почнала да се кондензира во субатомски честици, кваркови, па после се залепиле, се создале електрони, протони, тие работи, се создало елементи. Но се создале и антиелементи, исто така, истовремено, паралелно, но, што се случува? Тие како што се создавале, кога биле во контакт, експлодируваат и даваат огромна енергија. И тоа е многу нормално и тоа го гледаме, се случува. Значи, тоа не е илузија или фантазија, се случува многу поодамна пред колајдерите, во лаборатории. Кој што кажав, оној што е позитрон скенер, мислам се вика, како го вика ПТМР и нешто, го викаат во медицината. Оние најскапите кровни скенери што се, тие работат на тој принцип. Антиматерија, електрони од антиматерија го бомбардираат телото и таму некако реагираат тие поинаку што го детектираме реакцијата со тие другите електрони. Со нормалните електрони, негативните. Значи, постои и постоела, сега една интересно го викам ради што уште немаме објаснување на тоа, зошто станало, ако било така, паралелно материја и антиматерија, логиката е дека треба по исто количество да се создадат од двете, и двете исто да дојдат во контакт, да се анулира сето тоа. Сега, интересното, односно неразбраното се уште е, зошто ова останало, ние што сме овде, материја нормална, а таа антиматерија ја гледаме многу малце, скоро воопшто не ја гледаме. И значи, како се анулирало? Значи, ова од почеток било создадено во поголема мера, така да кога се анулирало сето, као, викаат ова е 1% остаток, оваа материја, пошто биле 99% многу поиќе материја и антиматерија и сето се анулирало во многу експлозија, во многу енергија, ослободување и останало нешто вишак што е. Според мене и то не ми иди логички дека од едно Господ ќе направи вишак од црвеното, а од плавото помалце. Според мене дека многу големи пространства на универзумот, ние што не го гледаме тој универзум, пошто има региони над тие 14 милиарди светлосни години, натаки не ни може никогаш да видиме. А не значи дека тука заврши универзумот, едноставно натаки се шири со поголема брзина од светлоста, и ние никош нема да видиме. Арно, ама според мене јас мислам дека постојат пространства некаде далеку, каде се региони, па таму, например, има повеќе антиматерија што не дошла во контакт со материја, а ваму дошло хаотично повеќе, па нормална материја не контактирала, едноставно се расширила, се раздалечиле тие две множества. Како да речем, како едноставно како збирштина, како природен процес. И ваму заминала антиматерија, ваму поиќе нормална материја и сега тие се анулирале со тука локално, но останале острови каде што има антиматерија повеќе и таму некој ванземјани му е нормална. Електроните да бидат позитивни и тие не знаат дека постои некаде. Материја кај што електроните е негативни. Ја мислам дека тоа е регионална појава овдека во универзумот, само што го гледаме ние
како 14 милиарди светлосни години, а уствари тој е многу поголем, па така да постојат некаде острови каде што целата нормална материја веќе дошла во контакт, се експлодирало, снемало и останало па само антиматерија, па ваму останало само материја. Според мене таа е теоријата, а не општо прифатената дека од почеток Господ создаде повеќе од плавото, а помалку од црвеното. Некако ми нема логика тоа. Така. Ајде да ја префрлиме малце темата кон нешто што е актуелно, кое што е опипливо, веќе го користиме. Јас мислам дека е најголемиот хранител на егото на луѓето во последно време, затоа што ја има таа карактеристика да ни го даде резултатот кој што ние го сакаме, а не она што е точен резултат, а тоа е така наречената вештачка интелигенција. Сега сите овие апликации од типот на ChatGPT и има нели оние кои што даваат и графички резултати. Дали е тоа вештачка интелигенција или тоа е само прозорец кон она што е вистинската вештачка интелигенција, односно машинско учење? Не, значи тоа е интелигенција, попаметно е од сите јас што ги познавам луѓе, стварно има многу база на знаење, пристап, ме разбира, се разбираме, комуницира како интелигентен човек. Ама тоа е интелигенција, не е свест, што ја викаме свест. Макар што и свеста, мислам дека е само многу покомплицирана работа за разбирање од еден механички процес. Ако, например, го програмираме на играчка да се понаша како да е тоа свесно за себе. Како што беше една игра е уствари Елза, се викаше програма игра Елза, уште беше со пишување во DOS и поставуваш прашање, таа одговара. ChatGPT или било кој од тие language модел е многу покомплициран. Како иди многу покомплицирана, ќе биде уште по-неразличлива од нормален човек. Чак јас може да изреагирам како машина на оние ботови што се на Facebook, манекенки што куцаат, некогаш јас се понашам како машина да враќам, а не ги препознавам дека се машини. Но зборот ми е дека само нашите процеси, сега кај нас мозокот е многу покомплициран од една обична машина, за да ние самите не го размислиме тоа дека уствари нас не е тоа програмата. Како да кажем сега, вака, наједноставните организми, животни, едни од поедноставните што може да ги разгледуваме во лабораторија се flatworms ги вика плочкасти црви. Тоа е животно, значи не е ни инсект, не се ни сегменти, има нервен систем, има неврони, центри за посебно разграничување за вид, за слух, за тие работи. Тропам, али ме разбираш. Различни центри за различни функции. Кај него има група неврони кои служат исклучиво да биде свесно дека кога јади пример храна и да не си ја касни опашката и да знае дека тоа е јас сум тој, дека ова е дел од мене, ова е јас. Значи тоа е свесно за себе. Самиот плочкаст црв. Ние би го разграничиле како тој да нема совест. Нема совест, црв. Ме разбираш? Но тој самиот во центарот на мозокот има свесност кога се гледа себе си во опашката, нели кажуваат она ако животно се препознава во огледало, не значи според мене. Значи некои животни едноставно немаат интерес. Го гледа дека е стакло и не го интересира, пошто не се јади, дали давало слика HD или е огледало, не го интересира некое животно. Не значи дека е глупо. Но дека постои во секое такво животно дел во нервниот систем за препознавање себе си. Дека ова е мојава рака, треба да јадам довде, а не да ја јадам и ракава своја. Значи секој го има таков центар. Дури плочкастите црви. Значи тие имаат таа свесност. Само што кај нас е толку еволуирана, плюс малце обшествено ние сме животни, нас не ни треба да бидиме силни, да бидиме здрави, нас ни треба да бидиме со размислување добри и си размислуваме што е добро за нас. Така и тој плочкастиот црв. Не смем да се јадам опашкава, така ние размислуваме само на многу покомплицирано ниво. Како ние за ова да биде така, јас треба да, пример, напишам поезија, песна, за она да биде така, јас треба да се дотерам. И тука ни создава дури илузија приказна во главата дека ние сме нешто свесни. Иначе сме ние смеси
од елементи. На сите процеси можат да се објаснат. Ова не, значи не зборувам контрарелигиозно. Си имам ја своја религија, почитувам, но и ги почитувам сите, може и веројатно познавам повеќе религија од било кој верник. Но зборот е, сум ги студирал и сум пронашол Бог. Но зборот е дека не богохулам со тоа дека, че речам дека не постои душа негде абстрактен конструкт што живее во нас дух, па тој заминува. Не, моето сваќање е дека баш тие елементи смеса што сум јас направен за да бидат така поставени, таа сета пред првична поставка на Биг Бенг го ја направилете Бог. Например, мене тоа не ми смета. Но не можам да си го објаснам каде е програмата. Ајде јас вака ќе ти го направам едно подпрашање кое што е многу загадочно. Значи пред да го направи iPhone-от, значи го прашале Стив Џобс како планираш да продадеш нешто за кое што луѓето не се ни свесни дека постои. И тој вели, па ние ќе им покажеме дека е корисно, дека е потребно, ама пред да се случи тоа, значи пред да го изнесе на пазарот и да го покаже како реален производ, тој и било кој друг пронаоѓач има измислено нешто што претходно не постоело, што значи добил идеја. Таа идеја, еве, ќе оставиме како едно загадочно прашање од каде доаѓа. Дали програмите на кои што функционира вештачката интелигенција, па нека биде тој и свесен робот, нели? Моето мислење е дека тие се способни да реплицираат, да направат милион варијанти на концептот чаша. Не се способни да направат нов концепт, ама ние како луѓе сме способни. Ќе бидат за месец дена ти ветувам. Ќе бидат? Да. Значи не, таа вештачка интелигенција, интелигенција стварно. И вака јас, значи некогаш ми е досадно да читам или досадно, веќе одамна не читам откако постои интернет. Му велам само раскажи ми научно фантастична приказа, подолга да биде, му кажувам колку долга да биде. И му кажувам баш пред некое време, дури ја пишав на Facebook. Во кратки црти ја пишав. Нека има робот дете што го создале научници и дека тоа станало револуционерно, избегало од дома. Као? Значи, тоа му го кажувам. Леле, се чуде Владко, значи креативност. Вака дури да ми трепери душата, дури изразувања поетски, дури, значи, не го сетиш дека е човек. Многу покреативно од било кој човек и што сум читал, да речам, други работи со баш као на со јазик, стилски фигури, тоа е затоа што има пристап до сите литературни дела кои што се ставени на интернет, тој само заради тоа. Јасно, ама тој не знае што прави, да, тој не знае. Не, знаеш што, разговарам многу со него. Знај, го прашувам ја за конкретно, дали можам тебе да те направам во Home Assistant. Значи, да, оти сега веќе програмирање не треба, му поставувам што да ми биде програма, во кој програмски јазик ја пишува. И сега му викам, дали ти можеш да ми бидиш Home Assistant, да ми пушташ ламби по нарачка во она. Значи, удам до таја мера со разговорот, кратко е ова, значи, не е кизне колку, али прецизно го прашувам, прецизно ми одговара. Знам вика што е дугме, знам кој порт што е вика. Едноставно, не смем, не треба, не сум за тоа. И ти препорачува 10 такви, разбираш кои се најдобри, кои се подобри, сите тие, али вика јас не сум направен за да, знам вика што е дугме. Знам кој е дугме, на кој мислиш што треба да чкрапнам, ако ми речиш чкрапни, ама ја вика не чкрапам. Значи разбира тој што е до негде. Мислам дека самиот за да еволуира веќе со толку податоци, има подобра слика од мене што е човек отколку тој. Искрено. Да, имаше едно размислување, го праша Џон Мекафи. Џон Мекафи, значи за оние кои што пропат го слушаат имево, е творецот на првиот антивирус, човек кој што пред 2 или 3 години случајно загина во затвор во Шпанија, беше, значи, чуден ексцентрик човек и тој го кажа ова, значи го праша што мислиш за тврдењето на Елон Маск дека треба да бидеме загрижени околу вештачката интелигенција. Тој вели, ако Илон Маск ја разбира вештачката интелигенција како што ја разбирам јас, ќе биде многу позагрижен од тоа што е загрижен денес. Во кој смисол?
Вештачката интелигенција е интелигенција, односно е имитација на човекот. А бидејќи ние како луѓе имаме проблеми со суета, имаме проблеми со агресивност, имаме проблеми со редица негативни работи, таа интелигенција, ако ја пуштиме без контрола, ќе ги има сите тие карактеристики, а бидејќи ја има моќта за анализирање и процесирање на податоци многу поголем од нас, значи ќе биде сето тоа на многу поголемо ниво. Таа е разликата, што машината секогаш ќе знае дека зашто е направена. Значи, ако ја програмираме, ако некој, ја викам, пушката не убива човек, човек со пушка убива друг човек. Уствари не јас, не знам од кого беше изреката. Значи, поентата за тоа е дека јас сум загрижен, ама во тоа како ќе биде користена од лоши луѓе. Значи, може вештачката интелигенција за многу кратко време да дојде толку добра, ако и се дадат некои овластувања. Нели викаме чат GPT, му викам сподели ми линк, не ти споделува линк, едноставно од интернет. Microsoft, овај Copilot, ми дава и линкови, го прашувам за некоја загадка, твит ми вика, прати ми го твитот, да го видам, вика, загадкава, разбираш? Значи, ако му се дадат овластувања, тој ќе може да чепка во наредно и во наредно и во наредно. Сега, лоши луѓе, значи може, загрижен сум од типо, на пример, сценарија, да речеме, ако некој лош човек може да ја употреби таа да рече, ајде сега хакирај ми го мене Владко. И таа ќе биде многу малце проблем. Макар што ќе има Владко заштита од она, јас не сум робот, човек сум. Ова ќе биде многу паметна, ќе го знае движењата на човекот, кога е, како се движи, кога е гладен, глушецо, кога... Сите тие работи ќе може да ги емитира и ќе може да ги прави тие не се чуда. За незе се многу лесни работи. Сега, таја сама по себе нема страст, не може да се заљуби во некого, не може да го мрази некого, ама ако човек ја употреби како што не треба, може да биде загрижувачки и тука е малце моментот што го загрижува во нас. Дека сега, извини, период кога треба да ги поставиме многу цврсти протоколи по кои треба да се движи таа интелигенција. Мој предлог е да ја даваме плата. Што ќе заработи плата, никош нема да ни се побуни. Така, ајде, последната тема која што мислам дека е најекзотична од цело што го зборуваме, вонземски живот. Изминативе неколку години имаше официјални, значи, документи кои што излегоа и од Пентагон, имаше, значи, официјални документи од Американскиот конгрес, имаше, значи, сведочење пред конгресот и пред сенатот под заклетва на луѓе кои што работеле на тие програми, што значи тие што го крија. Да, тие што го крија беа викнати кај Uncle Sam на сослушување на сведочење. Точно, и тоа е многу битен момент, искрено, во тоа отварање, да речам, кон јавноста. Сепак, значи, Пентагон задржува правата за одредени случаи да си ги чува за себе, никаде да не ги кажи. Си ги има тие права. Но, значи, не само поединци, тие се официјални лица што беа. Тој беа главниот на Пентагон, на Нејви, на Морнарицата. Значи, многу високи воени лица беа тие што сведочеа со сати и сати. Зборуваа за трите, најмногу оние што беа Гимбал, Тик-так и како ги викаат трите феномени. Тие се во размах од години, но тие зборуваа само најмногу за нив, не дека за нив има најмногу, што да кажа, туку за нив има најмногу излезено во јавност, па мора да ги оправда тие работи. Нели кажа за РАПС-1 дека немаме, еден од нив го прашаа само тоа прашање. Имам слушано, вика, ја ги немам видено тие документи, тие работи не биле во мојот домен на работа. Ја не бев во контакта, имав слушано, вика, кажуваа за овие, значи, снимените, тоа е факт. Значи, тоа е вистина. Сега, Владко, значи, бараме моje мислење за тоа, шо е? Да. Вака. Постои, не постои, докази, индици. Животот е неунишлив, прва работа, значи имаш и во вулканов внатре, има и во нуклеарен реактор, има бактерии, секаде. Разликата е каков живот бараме. Јас мислам дека потрагата по жив свет
во универзумот ќе најдиме многу лесно, ти немаме нигде поидено ние, на месечина нормално нема ништо камен во вселената. Значи, ќе најдиме. Ако не е Енчаладус, можно е на Марс, можно е на Титан, можно е на Европа да се најди, али тој ќе биде многу големо чудо е животот да стане еукариотна клетка. Значи да има митокондрија во незе јадро, па после, второ многу големо чудо е да стане повеќе клеточен организмо. Ако стане повеќе клеточен организмо, Cambrian expansion, како ја вика, после тоа лесно е дали ќе стане жирафа, ајкула или човек. Сепак, не значи дека ќе се развија интелигенција. Ајкулата е 600 милиони години постара од дрвата на планетава, па нема интелигенција и е истата. Оти окей е незе во водата да си лови риби. Не и требало интелигенција. Редок е случај кај што ќе се најди како придобивка еволутивна интелигенцијата, стварно немаш потреба од интелигенција ако не си до некое ниво, ако ги немаш некои си основи, така да е поставено, па тогаш интелигенцијата да биде добар адут. Иначе во природата диносаурус е диносаурус, ајкула си ајкула, ако сакаш биди паметен. Ама ако ќе веќе дојдиш до лаки стрела, организација лево-десно, тогаш веќе можеш да ја развиваш како еволутивна придобивка интелигенцијата, што сакав да кажам дека ништо чудно е да најдиме живот. Многу чудно ќе ми биде ако најдиме повеќе клеточен живот, оти тоа е чудо. Сега тоа нели се случило кога бактерија голтнала аркеја, аркејата не умрела, останала во незе да живее во форма на митокондрија, се развивала во таа конфигурација и така настанал. Така е и така е. Не значи дека тоа чудо се случило цак. Јас мислам дека тоа се случувало милиони пати, ама секогаш неуспешно. Секогаш бактериите голтнувале аркејата умирала, си продолжувале бактериите понатаки. Сега некогаш се случило тоа. Да преживее аркејата внатре во бактерија, па да почне да се развива. Што сакам да кажам, дека е можно и на друго место во Вселената да се случи живот. Не значи дека ова habitable zone, што ја викаме, зонава што е окей на живење, ни многу топло, ни многу ладно близко до звездата, да бидеме таман, таа зона ја гледаме како дека водата тука може да биде течна. Не мора да биде вода. Значи може да биде, да речеме, на многу по-ладна планета, водата кај нас е само медиум во кој се меша манџите. Значи сите елементи, атомите, за да настанат молекули, па да се разложат, па да се создаат покомплексни молекули до ДНК, ни треба некој да ги меша. Во гасовите не може да се меша, пошто гасовите се движат 300 км на сат, сега воздухов се движи. Така. Се случи нешто? Шатдаун. Не. Се исклучувам, ќе се вратам. Полноќ да ставам. Така. Добро, јас би сакал тука да дадам еден мал коментар, значи гледам има коментари, забелешки, значи вака луѓе, јас имам покането стотици луѓе да дојдат да гостуваат тука. Многу од тие луѓе не се одважуваат да дадат одговор на поканата. Значи нема домашно воспитување да речат да, во ред, прифаќам, не прифаќам. Многу од тие ме игнорираат. Многу од тие луѓе име под достоинството или има подкасти каде што има повеќе гледаност, позабавни се и така натаму. Јас имам кажано, ако го погледнете, значи каналот како е поставен, јас велам слободата за мене е најважната работа. Што значи слободата? Јас овде не морам да се согласам со Зоран. Вие не морате да се согласите со Зоран. Слободата е во тоа дека Зоран има право да го каже своето мислење. Јас го прашувам, давам провокативни прашања или прашања кои што ќе направат емисијата интересна. Не мора да правам јас како што прави Васко Ефтов да се надвикувам сега со Зоран и да покажам колку сум повеќе речит од него или било што. Тоа воопшто не е поентата на ваквите емисии. Нема ништо да научиме, ништо паметно нема да чуеме од тоа. Важно е да имаме слободата да ги кажеме нашите размислувања, колку и да се различни. Многу пати ќе кажете вие дека не се согласувате. Сето тоа стои коментарот, стојат значи муабетите што ја кажуваме овде. Она што е важно е да се чујат аргументите од другата страна и тие аргументи ќе бидат оставени да стојат тука на каналот. Значи, еве,
ги повикувам сите оние кои што слушаат и кои што имаат тема на која што сакаат да кажат нешто, јас овде ќе им го дадам просторот. Знаете колку историчари и професори по македонски јазик имам покането? Сакајќи да зборувам за македонска историја и за македонски јазик, нешто што ми е страст и љубов, и сите ме одбиле. Зошто? Затоа што местото во државна администрација така ќе им биде загрозено, затоа што пред да размислуваат слободно, размислуваат со работното место, размислуваат со паметот на шефот. Така што овде остануваме вие, јас и мојот гостин сега и другите мои гости кои што ја имаат слободата и одважноста да гостуваат тука. Ете така. Зоран значи Зоран имаше проблеми со батеријата, се надевам дека ќе успее да се врати. Значи јас ова многу пати сум сакал да го кажам и се воздржувам затоа што работењето на каналот е ѓаволски тешка работа. Баш во тој дел. Значи, овој момент што се случува сега, кај што ние разговараме и споделуваме, ова е најубавиот дел. Овде е уживањето. Но она што оди во позадина, значи да се најде време, да се сними разговорот или да се најдат вистинските алатки на интернет за да се оди во живо, па да можеме вака да комуницираме, да се договори гостинот. Верувајте ми, многу е напорно, а во меѓувреме човек треба да има и приватен живот, треба да оди на работа, треба да ги обавува секојдневните обврски. Јас знам дека можеби очекувате овој подкаст да биде како некои подкасти кои што имаат 2-3 камери, кои што имаат во позадина цела една техника која што го поддржува тоа. Се извинувам, овде одиме многу партизански, значи јас кога го почнав каналот 2020 година, едноставно моментот беше, имав потреба да најдам простор каде да зборувам за темите кои што во тој период ме мачеа, верувам и добар дел од вас ве маче. Погледнете и старите видеа и ќе видите таму, значи многу дистописки, многу црно гледам на работите. Додека сега, значи, сакам да му дадам малце поголема, како да кажам, креативност на каналот. Сакам да дадам позитивна вредност, што значи да промовираме нешто. Доста беше со плукање, доста беше со критикување и со немање идеи. Значи, денеска зборуваме за наука, некогаш сме зборувале за религија. Со Саша Ендровски зборувавме исто за наука, за техника од еден друг аспект, зборувавме за македонското писмо. Затоа велам, каде се професорите по македонски јазик? Нека се појават тука и ќе разговараме. Никој нема нити да биде навреден, нити да биде исмејан, нити да биде... Сега, само за момент. Еве, Зоран се појави. Значи, техниката. Така, еве го Зоран. Да продолжам? Така. Повели Зоран, имав јас малку монолог, комуникација со публиката. Да, знам дека го сакате каналот. Само момент, Зоран. Знам дека го сакате каналот и затоа ме следите и затоа ми беше важно да го објаснам ова. Така што луѓето што доаѓаат на мојов канал, верувале или не, значи, одиме до тој степен во комуникацијата што со 90% од луѓето кои што гостуваат тука, после тоа продолжуваме да имаме пријателски односи. Така што ова е едно феноменално искуство за мене, а верувам и за вас. Така, Зоран, те молам, продолжи. Така да, се извинувам јас за пречките, нешто немав полноќ. Так. Тоест, имав подготвено полноќ за... нека има некаква позадина. Имав подготвено полноќ за телефонот, ама не бил ставен поврзан, така да продолжам, се извинувам да не одземам време. Бев до моментот кога се случува чудото на повеќе клеточни организми, што многу научници го сметаат и е чудо да така почни животот, но викам дека многу пати се случувало,
бактеријата да голтне аркеја, па аркејата да преживее, па некаде да преживее, па да не продолжи да се мултиплицира во иста конфигурација, едноставно да се размножи на повторно бактерија без вонезе митокондрија и слично. Но, ете, од многу обиди, како што и самата еволуција е, се случило и да продолжи повеќе клеточниот живот да се развива и да еволуира понатак. И според мене главна причина, она што најмногу го мразиме е радиацијата, што секаде ја има во универзумот, таа ги прави мутациите, си игра со шансите, па оние што се неуспешни мутации не продолжуваат, оние што се успешни оставаат поколение и така оди еволуцијата напред. Сега, дека ќе сретниме ние вонземска цивилизација, во нашето вселенско истражување не очекувам за сега многу години. Едноставна причина, не сум песимиста, едноставна причината е што во нашиот сончев систем, колку што знаеме, нема интелигентна цивилизација, че ја детектиравме. Че ја детектираме по трошењето енергија. То се гледа, најмногу, че гледаме инфрацрвено, дека таму се троши, се греј. Сега, секој друг обид на наредно, на најблиската звезда, еве Алфа Кентаура, 4 светлосни години, 5 светлосни години. То се растојанија, огромни растојанија, што ние немаме, еве од 70-та година е испратен, војаџерите се испратени, сега чак излегоја од нашиот сончев систем, излегоја, значи од вратата излегоја од дома. Што патуваат со најголеми брзини, да речем, тоест до лани беа најголемите брзини, колку беа, не знам, 400.000 на сат. Но, зборот е дека ние да појдиме некаде кај што има интелигентна цивилизација, hello, take me to your leader, нема тоа да се случи, евентуално да некоја друга воземска цивилизација тука дојди не посети, е можно, не е исклучена можноста, ако тие имаат некоја технологија. Моје мислење, дека не постои патување побрзо од светлината, искрено, малце песимистички вака за фантазер, ја мислам дека не може да се постигне, ма никако, ни со искривување на простор, ни со овие што се ворп драйвоите сега што ги, то се сето теоретски концепти, се зборува за огромни количества енергија, значи како да цела звезда ја претвориме во енергија за да појдиме до негде кај ќе ги најдиме звезди да ги трошиме, кај ќе ја пикниме звездата. Значи тие ми се апстрактни малце сите методи. Тие што се други патувања со вормхол ми се малце и тие несфатливи, едноставно доколку има такви летечки чини, јас повеќе би верувал дека тоа се некои си неуспешни временски машини од луѓето во иднината. Од ние нас во иднината пробуваат во минатото и затоа ги гледаме малце чудно, она прават зиг-заг-зуг, ондека по небото како да не важи за нив инерција, како да времето нема врска. Ме разбираш, оние нагли движења, агли. То мене ми покажува дека малце има тука со време играње, а од тука па и целата можност дека тие и не се некаде оддалеку, туку се само од истово место, али од иднината, и никогаш не е развиена временска машина, како што треба добро, секогаш се само во таква појава и заради тоа нема интеракција со нас. Ниту не нападнале, ниту ни рекле take me to your leader. Ама не би ни сакал, искрено. Мој став е дека не ни треба да... Ја не би сакал да дојде, мислам не би сакал. Ја би сакал да дојдат ванземјани овдека макар и да биде војна. Океј, али јас сум така. Кој би бил лидерот кај кој што треба да ги одведеме? Кај Бајден сигурно не. Садгуру. Кај Садгуру. Ако дојдат овдека прилепили точила, јас сум главен тука. Да, ќе ги пратиме кај тебе. Да, јас би прва работа. Ние кога ќе појдиме на излет во природа и не им викаме на верверичките take me to your leader, па дали може да го сечам дрвото, да правам скара. Ништо, тоа одиме си го сечиме дрвото. Заради тоа викам, ако дојде некоја таква воземска цивилизација интелигентна што има таква технологија да ние не ја видиме, а гледаме далеку со телескопи,
И ние дојди овдека, мислам, гледаме далеку и за сега немаме видено некој да иди наваки. А ако дојде така, мислам, во 100 години да го видиме и дојди, тоа е големо чудо, огромна технологија и ние за него би биле како верверички. И тој нема да дојди кај нас да рече текмите, или ќе си помини, ќе ги земи океаните, ќе си замини, пример, викам хипотетички. Нема што да разговара со нас, мислам. Не знам, јас мислам, пошто има теории дека тие сега се не наблюдуваат, па ние сме како золошка, па тие му сме интересни, окей, можно интересни сме, ама јас мислам дека да некој се закрени од друга звезда, треба прва работа да патува, според мене, 200.000 години. Значи не знам на кој начин поинаку би патувал и да би дојди довдека и за што за да не гледа џабе, не знам, нема што да научи. Нешто би правил тој, значи еве не мора да не отепува. Може да земи да не мери, нешто да ни направи, не знам како. Не би дошле тие само да дојде овде и да се крија да не ги видиме, како што се сегашните појави. Сегашните појави се такви. Според мене тоа се некои си неуспешни временски машини од иднината, од луѓето од иднината, а не дека се ванземјани од друга планета на друга звезда. Ето, многу е далеко. Значи стварно е многу далеко е. Не просто такви работи вака има на англиски вака викаат не се екстратерестријал, туку се екстерестријал, во смисол бивши земјани или поранешни земјани. Ма ја мислам тоа е по-логичко. По-нормално ми е. Сепак за време по-реално ми е искрено. Тоа отколку да поминиш растојание. Така, во контекст на ова јас би сакал на гледачите да ми ја препорачам серијата Dark и тебе ако не си ја гледал. Значи одлична германска серија која што токму овој феномен на патување низ времето го обработува. Значи феноменална серија, скоро направена, значи 3 сезони се, не мора да завршени се, значи целото действие е завршено, заокружено, така што сите оние кои што сакаат малку цела да иде mind blowing на оваа тема можат да си ја погледаат серијата Dark. Колку сезони се? 3. Да, че ја мавнам. Да. Ја мислам дека по-реално е да се направи како инженер гледано. По-реално е да се направи нешто временска манипулација, отколку брзина на светлината, патување не може, побрзо не може, кривење на просторо, може многу енергија треба, че ја видиме таа енергија. Ако некој иди со голема брзина или со кривење на универзумот, че го уништи сончевиот систем пред да наближи. Значи толку енергија треба да ослободи самиот во загубите од неговата енергија што се околу, че го уништи сончевиот систем и се попат. Нема логика така, појче има логика да се игра некако со времето, окей, сепак мислам, ако се патува со време како инженер, треба да се патува. Ако направам временска машина денес, во иднина да можам нешто да чепкам во денешнинава непретходно, од кога е направена временската машина и е поставена тука. Како фрижидер, да речеме, влегувам сега денес, излегувам во утрешнината и од утрешнината не можам да се вратам пред фрижидеров да биде кај мене соба. Едноставно, некоја логика таква би ми имало, доколку постои. Можда тоа не е фрижидер, еве нека е некоја си област во океанот, кај што се појавува и заминува се враќа. Али сепак, тие можат да се вратат до одредена точка кога ја создајле машината. Така некако мислам. Или ја пронашле тука создајле, не знам. Така. Зоран, ние разговараме веќе од прилика околу 2 часа, јас мислам дека ги исцрпевме темите, за сега кажавме многу работи, еве реакција од гледачите дека и покрај можеби фактор дека не се согласуваат со сите твои тези, дека сакаат повторно да гостуваш, што е добра работа. Значи, јас и Зоран сме во добра комуникација и значи ќе оставиме да помине известно време, па повторно да се насоберат и теми и идеи и ќе направиме повторно гостување. Јас ве потсетувам сите вас, по не знам кој пат споделете ги овие видеа, препорачите ги на пријатели. Тоа е за мене најголемата награда. Ви благодарам што бевте тука со мене и со Зоран. Зоран, исто и тебе ти благодарам што одвои време за овој разговор. Биди поздравен.
остани на линија, само ќе го исклучиме стримингот и дечки секој е добро, се гледаме во некој нареден стриминг.